Добро вечер, најново издание на Дневникот, во него ќе гледате. ЛЕС ќе работи на развој на економијата. Со без зона ќе се намалува сообраќајниот метеж. Водостопанство ги чисти од водните и доводни канали. Помош и развој на економијата е целта на Локално-економскиот социјален совет за оваа тековна година. Ова тело во иднина ќе работи со проширен број на членови и нови тела. Локално-економскиот социјален совет при општина Куманово денеска одржа состанок во проширен круг. Телото се проширува со представници од Сдруженијето на работодавачи, Занаечиската комора, Женско предприемништво. Од ЛЕС информираат дека оваа година акцент ќе стават на помагање и развој на економијата. Нагласија дека ќе се работи на заинтересираноста на правни субјекти за изградба на индустријски објекти на земјоделско градежно земјиште. Велат Куманово располага со доволна површина на земјоделско земјиште која може успешно да се искористи. Акцент ќе се стави на индустријата со цел да се намали и бројот на лица кои се иселуваат од градот, како и недостатокот на кадар со кој се соочуваат сите дејности. Ке се донесат сите институции кои што го поддржуваат ова, да се донесе од ИПАРД програма дека може до 60% до 65% од вложените средства да им се предочи дека за изградба на одредени индустријски објекти до 65% може да се вратат средствата. Значи, процедурата за вадење на градежна документација за изградба на одредени типови индустријски објекти трае негде од 1 до 2 месеци. Значи, што е многу битно моментот да може за брзо време да може одредени индустријски објекти да се изградат на градеж, не на градежно, туку на земјоделско земјиште. Тоа е една од првите точки у кои што 65% може да се врати од инвестицијата. Исто е битно да се каже дека тука 50% веднаш се исплаќа од средствата после одобрениот објект, така да планираме да направиме годинава, да собереме, има доста заинтересирани фирми кои што веднаш ќе може да инвестират и да почнат со изградба на тие објекти. Значи на земјоделско земјиште. Најмногу ќе посветиме акцент на индустријата. Значи имаме доста голем тренд на иселување на млади луѓе, намалување на деца од училишна возраст, значи да направиме нешто да може да тие луѓе останат тука, значи да им се возможи да имаат работни места со соодветни примања, у кои што едно семејство најмалку треба да има 1000-1200 евра плата со двајца вработени, да може да си луѓето останат тука. Инаку ако наставиме вака, буквално ќе нема кој да работи. Значи сега може да погледнете еден куп огласи за вработување, буквално нема у ниедна сфера работници. И тие што се некои на список на агенција на вработување се нереални баратели на работа. Локално-економскиот социјален совет при општина Куманово е проширен со нови тела кои веќе се формирани и функционираат. Тука е Комисија за локално-економски развој, која што мината година е формирана, од разни причини не беше активна, така да сега планираме тоа да биде во склоп на локално-економски совет и ќе биде носител на активности и програми што ќе работи директно само со самите компании. Тука имаме формирано уште едно тело, а тоа е жени предприемачи, кои што исто така ќе бидат во склоп на локално-економски социјален совет. Тие тела што се веќе формирани, самостално ќе си работат, но дел од информации и помош што треба да се дава преку локално-економски социјален совет ќе бидат заеднички. Во некои средби и настани ќе бидат поканети, каде што ќе дискутираме, ќе разговараме за потребите, нели, и на сите, да кажеме, во областа на вработување, во областа на социјала и другите активности што ги има проблеми во општината. Дел од новиот состав на ЛЕС е и Занаечиската комора. Регионална занаечиска комора Куманово ќе придонесе за подобрување на работната сила, односно квалификуваниот кадар да биде пренасочен тамо каде што недостасува. Така да ние ќе се потрудиме да бидеме што поконструктивни во состанокот и да придонесеме за подобрување на состојбата кај овие дејности, односно кај недостиг на
кадрот, каде што фали кадрот, тамо ќе интервенираме и ќе имаме поквалификуван кадар за да во иднина некоја инвестиција која ќе дојде во нашиот град да има квалификуван кадар за да може да и нашиот град просперира во економски аспект. Од Занаечиската комора дополнуваат дека зајакнувањето на микро и малата економија во градот е со цел подобрување на животниот стандард на граѓаните. Полициски службеници од СВР Куманово вчера вечер околу 20 часот привеле 28 годишен кумановец. При претрез во неговиот дом, извршен со судска наредба, соопштија денеска од МВР, биле пронајдени и одземени околу 350 грама кокаин и 2 дигитални ваги. По целосно документирање на случајот, против него ќе биде поднесена соодветна пријава. Млад кумановец бил приведен утрово под сомнение дека извршил кражба од приватен имот во Куманово. СВР Куманово информира дека полициски службеници утрово лишиле од слобода 20 годишен кумановец. Тој се сомничи дека на 31 јануари годинава одзел повеќе предмети од приватен имот на улица Црнотравска во Куманово. Крадецот бил приведен во полициска станица и по целосно документирање на случајот, против него ќе следува соодветна пријава. Со воведување без зона на неколку локации во градот и составање во функција на уште едно возило пајак, јавното предпријатие Куманово паркинг ќе се обиде да го намали сообраќајниот метеж во централното градско подрачје. Со стартувањето на без зона, бројот на паркинг места би се зголемил за околу 400 возила. Јавното предпријатие Куманово паркинг ќе го намалува сообраќајниот метеж со воведување Б зона и составање во функција на уште едно возило пајак. Директорот на предпријатието Сашо Петрушевски информира дека се изготвени проекти за Б зона на неколку локации во градот. Делка е улицата Бајрам Шабани, поток Серава и паркинг просторот пред градскиот базен. Според извршените анализи, бројот на паркинг места би се зголемил од 300 до 400 во Б зоната, а зона располага со 580 места за паркирање. Пред градскиот базен тоа советот ни го додели како имот на стопанисување на јавно предпријатие Куманово паркинг, да. И после завршување на сите правно-формални процедури и дозволи од релевантни институции, во пролетниот дел ќе настапиме и со исцртување и изголемување на без зона. Значи, јас и од прв ден, вие сте сведоци дека и на совет и во било која прилика ја користам дека со поставување на без зона ќе се растрети А зона. Тоа е сообраќајна пракса, е правило и ќе им овозможиме на граѓаните на општина Куманово да циркулираат многу побезбедно и сообраќајниот хаос да го растеретиме од централното градско подрачје. Со пајак возилото просечно на дневно ниво се отстрануваат од 15 до 20 возила, со што се придонесува да се намали сообраќајниот метеж во централното градско подрачје, велат надлежните. Има амплитуда, значи во зависност од деновите, во зависност од гужва, односно околу гравитација на возилата во централното градско подрачје, и мислам дека ние во соработка со полиција, бидејќи рак рана е пајак служба секаде и па и во Куманово, допринесуваме да се расчисти сообраќајниот хаос. Значи, и имаме успех во тоа, имаат податоци од СВР Куманово во однос на 2021 и 2022 година за сторени прекршоци, за расчистување на сообраќајниот метеж, посебно во градското подрачје во централното, и ние како јавно предпријатие даваме допринос да луѓето кои се во сообраќај во централното градско подрачје можат да го избегнат метежот. Старото возило е функционално, значи комплет е сервисирано, со тоа што не беше сервисирано 10 години, 2 месеци го однесовме на хидраулика сервис и на механички сервис, значи возилото е во возна состојба и мислам дека во наредниот период ќе разговарам со началникот на СВР Куманово како би можело со 2 возила да допринесеме во расчистување на урбаниот хаос. Од еден од најголеми загубари како јавно предпријатие, денеска можам да кажам дека во тек изготвување на завршна сметка ние ќе бидеме со позитивно работење, со тоа што над 60%
направивме инпут во однос на минатата година, значи 2021-2022 некаде околу 10 милиони е разлика во приходи на јавно предпријатие и тоа допринесе да ги раздолжиме и дел од старите долгови. Значи минатата година се што значеше долг за јавно предпријатие Куманово паркинг е раздолжено. Петрушевски се надева дека предпријатието ќе продолжи да работи со позитивно салдо и ќе биде едно од најуспешните предпријатија во Куманово. 35 годишен кумановец се здобил со тешки телесни повреди откако вчера во него удрило возило управувано од 72 годишен жител на Старо Нагоричане. Во СВР Куманово вчера изутрина било пријавено дека на паркинг простор од автобуската станица на улица Доне Божинов патничко моторно возило Рено со кумановски регистарски ознаки удрило во пешакот од Куманово, информираат од Министерството за внатрешни работи. Повредите на пешакот биле констатирани во општата болница во Куманово. Извршен бил увид од увидна екипа од СВР Куманово. Се чистат одводните и доводни канали, информираат од Водостопанство Кумановско-Липковско поле. Чистењето на речните корита ќе започне по намалувањето на сегашниот водостој. Предпријатието очекува да пристигне и нова механизација. Водостопанство Кумановско-Липковско поле започна со чистење на одводни и доводни канали, а чистењето на речните корита ќе продолжи по намалување на сегашниот водостој. Од предпријатието информираат дека и годинава нема да има зголемување на цените за наводнување. Во регионот велат има околу 1000 до 3000 земјоделци кои користат вода за наводнување. Во однос на инвестициите велат дека очекуваат набавка на нова механизација. Наредниот период очекуваме за некој во блиска иднина да набавиме нова механизација, односно скипови за одржување на самиот систем за наводнување, бидејќи тој што го користиме сега е старо од 67 година и воопшто не е набавена друга механизација од тој тип. Очекуваме преку инвестиционата програма на влада да во наредните 2 до 3 месеци да добиеме нова механизација. Инаку инвестиционата програма на влада оваа година е зголемена и очекуваме дека нашите проекти кои ги имаме доставено дека ќе ги реализираме, а тоа е промена на цевковод кај Василева чешма, затоа што во тој дел имаме зголемени дефекти, како и санација на затварачите на браните. Финансиската состојба во предпријатието е стабилна. Инаку од Водостопанство Кумановско-Липковско поле претходно информираа дека градот ќе има доволно количина вода иако капацитетот на браните е исполнет само 30%. Нагласија дека нема потреба од загриженост. Очекуваат врнежи во наредниот период. 35 годишен кумановец врз основа на судска наредба бил приведен вчера, информираат од Министерството за внатрешни работи. Тој бил баран за издржување на затворска казна и бил спроведен во казнено-поправната установа Затвор Кршање за издржување на казната. Директорот на јавното предпријатие Куманово паркинг Сашо Петрушевски гостува во емисијата Став на Телевизија Плюс. Тој ќе зборува за актуелната состојба со паркинг просторот во Куманово, проширување на зоната Б, состојбата во предпријатието, идните планови, но и за преземањето на спортските објекти. Ке се осврне и на повторното активирање на затворениот базен, реконструкција на спортската сала и Соколана. Јас ова одлука на Совет, која и на градоначалникот, да јавно предпријатие и Куманово паркинг стопанисува со сите овие објекти, е намера или насока неколку години во Куманово. Се заговара таа работа затоа што Куманово е со тие спортски терени располага веќе одреден период. Знаете дека дел од тие спортски терени 2002 на 10 септември беа предадени на некое приватно здружение, па на 30 години одеа судски постапки и Општина Куманово ги доби сите тие спортски терени на стопанисување, односно во владени. Значи, јавно предпријатие Куманово паркинг ги презеде, јас би ги поделил во 4 групи, односно во 3 групи, со тоа што и превоз се под капа на јавно предпријатие Куманово паркинг. Значи, терените кои функционираат, тоа е градскиот базен, беше затворен и мислам дека
Таа одлука беше добра затоа што во енергетска криза каде што секој ден се менува одлуките, многу поквалитетно беше да одреден временски период не работи базенот, за да ги средиме сите машински делови, градежни делови, за да може градскиот базен да биде во интерес на граѓаните, да може да го користат со полн капацитет, онака како доликува на градскиот базен. Кошаркарите на Куманово во рамките на 14-тото коло домашниот шампионат на гостински терен ќе ги одмерат силите со Кожув од Гевгелија. Куманово утре ќе атакува на победа против Кожув, кој со 2 победи повеќе е една позиција пред синобелите во табелата. Кожув има 5 победи од почетокот на сезоната, додека со 3 победи кумановци се 9. Утрешната средба започнува во 18 часот во салата 26 април во Гевгелија. Кошаркарките на Куманово утре го играат надпреварот од 13-тото коло од втората лига и на гостински терен ќе ги одмерат силите со Пониква. Поминато неделната голема победа со која Кумановки го симнаа шкупиот врвот на табелата, овој пат Кумановки тргнуваат во нова победа, уште помотивирани да се искачат погоре во табелата. Кумановки од почетокот на сезоната имаат 3 победи со кои се на 7-та позиција, додека Пониква има двојно повеќе и е на 4-та позиција. Утрешниот меч започнува во 14 часот во салата Никола Карев во Кочани. Во продолжение вести од Македонија, новинар Снежа Петковска. Еден ден пред чествувањето на раѓањето на Гоце Делчев и откако МВР ја затвори улицата Самуилова како безбедносна мерка, министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски упати апел до граѓаните за смиреност. Како министер за внатрешни работи нема да дозволам понижување на македонскиот народ. Институциите работат и се прибираат информации кои значат дека ова очекување на граѓаните ќе биде реализирано. Мораме да ја деескалираме состојбата што неодговорните политичари, групи и поединци сакаат да ја влошат. Нема да дозволиме никаква ескалација, инцидент или понижување на македонскиот народ и држава од никого, апелираше Спасовски. Тој ги повика и политичките партии и политичарите да бидат одговорни, а граѓаните да не подлегнуваат на повиците од било кои политички партии за граѓански стражи и блокади. Околу 200 компании кои оствариле над 10 милиони евра профит ќе бидат опфатени со така наречен данок на солидарност, а сумата што се предвидува да се добие од овој придонес е 80 милиони евра, рече денеска премиерот Димитар Ковачевски. Законското решение е веќе во собраниска процедура, а Ковачевски очекува да биде поддржано од пратениците. Тој воедно не смета како што изјави дека ќе има какво било затајување на овој солидарен данок, зашто се работи за респектабилни компании етаблирани на домашниот пазар. Премиерот не прецизира кои фирми конкретно ќе треба да плаќаат данок на солидарност, само нагласи дека данокот ќе се однесува на сите што се опфатени со законот. Тој уште еднаш потсети дека ваков закон има и во некои земји од регионот, како и во држави членки на Европската унија. Министерот за здравство Беким Сали кажа дека скапиот лек Трикафта првично ќе биде набавен за 8 пациенти кои што се во потешка здравствена состојба. Според него се стрема да го остварат ветувањето да биде набавен за 30 пациенти до крајот на годината. Набавката ќе започне откако ќе се изменат законите кои се спорни за да биде лекот купен директно од производителот. Сали кажа дека не може да каже кога лекот ќе биде во Македонија и додаде: "Се надевам дека пациентите ќе добијат терапија што побрзо." Министерот Сали кажа дека не може да потпише писмена гаранција дека ќе го набават лекот, како што беше побарано од болните од цистична фиброза, а за да не организираат нов протест за утре. Времето денеска во Куманово беше променливо сончево. Максималната температура се искачи до 6 степени, а минималната беше 0 степени Целзиусови. За утре метеоролозите најавуваат променливо облачно време. Дневната температура ќе достигне 7 степени, а утринската ќе биде 0 степени. Со информацијата за времето го завршуваме денешното издание на Дневникот. Ви благодарам за вниманието, имајте пријатна вечер.